Градоначалникот на град Скопје нема да се откаже од решавање на проблемот со дивиот пешачки премин кај Битпазар, откако вчера градските власти не успеа да го оградат поради протест на дуќанџи и граѓани. Ѓорѓевски денеска порача дека ќе бара помош и од централните власти и од градоначалникот Меджити, бидејќи како што рече, безбедноста мора да биде на прво место. До мене стигна изминатиот период повеќе од 100 барања од граѓани кои што се загрижени за безбедноста нивна. Јас како татко на градот, приоритет врвен треба да ми биде безбедноста на мојот народ овде. И нема тука компромис со никого. Јас имаме една алтернатива единствена. Или тој согласно закон да биде легален пешачки премен, ама ќе треба да си го отстранат мостот над патникот горе за да добиеме сообраќајно решение, или тоа што е над патник горе да стане функционално да се затвори премен. Нема тука квантна физика, многу се едноставни и законите и сообраќајните правила во нашиот главен град. Граѓаните пак со поделени мислења. Дел од нив велат дека или треба да се направи пешачки премин со семафор, или доколку го заградуваат, тогаш општината да си превземе мерки и да се среди над патникот кој со години не се одржува и е оставен во катастрофална состојба. А не функционира ниту лифтот наменет за постари лица, лица со попреченост и родители со колички. Тоа беше многу убав мостот, само уместо да поминат луѓе, тоа се користеше као јавен веце. И како ќе поминат луѓето сега? Од кај да одат? Тоа треба општината добро многу да интервира, пошто секоја минута треба да има пречка. Најдобро или самафор нека биде, или нека биде мостот како што треба. Да се затвори е лошо заради базарџиеве, зашто тука поминуваат сите. Значи, многу круг доаѓа до тука да поминувам, или некој семафор или пешачки, за да биде полесно и за граѓаниве и за пазарџиеве. Вчерашниот обид на градските власти да го затворат преминот заврши безуспешно, откако работниците беа спречени од група граѓани да ја постават оградата, а мораше да интервенира и полицијата. Во меѓувреме, дивиот пешачки премин кај Битпазар останува отворен, а пешаците и натаму ја преминуваат улицата на сопствен ризик и покрај густиот сообраќај на оваа делница.